Погрешните политики на ВМРО ДПМН предизвикаа низа фирми во Велес да стават клуч на врата. Ова е ставот кој на денешната пресконференција го изнесоа од општинската организација на СДСМ. Само во последните 2 години, велат од партијата, во Велес биле затворени 405 компании. 405 домашни фирми се затворени во Велес само за 2 години. Според официјални податоци, лани се ликвидирани 134 фирми, а 54 отишле во стечај или се затворени. Во 2014 година во Велес се ликвидирани 162 фирми, а 55 фирми прогласиле стечај. Собствениците на фирмите се принудени да ставаат клуч на врата на предпријатијата поради лошите и криминални политики на власта. Луѓето во Велес Велниванов континуирано ги губат своите работни места како резултат на затворањето на фирмите, а младите велешани масовно ја напуштаат земјата. Меѓу ликвидираните фирми и Велешки жито Вардар, велат од партијата. Затворањето на оваа фабрика, сметаат од СДСМ, остави без работа, плати и придонеси околу 900 луѓе од градот. Од рекети и високи казни, преку крајно потценувачки однос што го има власта на Груевски кон домашните фирми, на кои им дава безобразна државна помош од само 120 денари годишно. Времето на неодговорната власт на Никола Груевски и ВМРО ДПМН завршува за 40 на дена. По демократските промени што ќе се случат на 11 декември, новата влада, предводена од Социјалдемократскиот сојуз, парите ќе ги пренасочи исклучиво кон потребите на граѓаните, фирмите и кон отварање на нови работни места. Токму од овие причини, тврдат од партијата, партиската програма План за Македонија ќе понудала конкретна помош за развој на малите и средни предпријатија и развој на домашното стопанство. На наводите на СДСМ реагираат од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН. Тврдат дека СДСМ од развиен индустријски град Велес го направиле град на сиромаштијата, ветувале инвестиции на француски лор и така наречениот проект Шведско село во Караслари. Им порача дека ставиле клуч на порцеланка свилара бракографичар Велеспром Интернационал, Трансвелес ХИВ, Бетон Пелагонија, Младост. Од друга страна пак, велат од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН, власта се грижи за стандардот на граѓаните, доказ за тоа биле фабриките Маркарт, СТС Текстайл, индиската групација BRG, Евробрик кој инвестираше во Киро Ќучук и уште голем број новоотворени места во градот.